И покрај притисоците од раководството на ЈП Паркови и Зеленило, вработените од дуелите Флора и Луна Парк повторно излегува на протест. Нивните барања се јасни: исплата на двете за останати плати и придонеси. Ако плата не добијат дутре, за во понеделник најавија нови помасовни блокади. Ние како синдикат Суткос, кој е единствен репрезентативен синдикат за комунални дејности, со оглед на тоа дека заврши летната ферија во судовите, од понеделник, поради тоа што со неисплатата на платите и здравственото осигурување на вработените во овие две фирми и на нивните семејства им е загрозено здравјето, ќе поднесеме соодветни поднесоци, односно кривични пријави и тужби против раководството, односно директорот на ЈП Паркови и Зеленило. Од страната на Советот на град Скопје пред 2 недели се изгласани субвенции во износ од 80 милиони денари, кои што се доволни за исплата на двете плати на овие 62 вработени од двете сестрински фирми, а тие финансии се доволни и за исплата на сите плати за вработените од ЈП Паркови и Зеленило, велат од синдикатот. Не разбираме зошто и покрај изгласаните субвенции и покрај обезбедените пари од страна на Советот на град Скопје, раководството на град Скопје и назначениот директор во ЈП Паркови и Зеленило Скопје од страна на градоначалничката не преземаат мерки да го решат овој проблем и на овие вработени да им се исплатат платите, за да не мора истите на овие пеколни температури да протестираат и дополнително да го загрозуваат своето здравје. Ако Даниела Арсовска не им ја исплати заслужената и одработена плата со поддршка на вработените од Паркови и Зеленило, но и со своите семејства, во понеделник ќе блокираат, а не исклучуваат ни можноста да повикаат на штрајк, заедно со околу 700 вработени во Паркови и Зеленило.